Истрагата за шверцот на марихуана од Македонија кон Србија интензивно продолжува. Тимови од Македонија и соседниот сосед истражуваат како од кај нас до Србија стигнале 5 тони канабис запленети во магазин кај Крушевац. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски вели дека се постапува по кривична пријава, но истрагата не завршува тука. Институциите продолжуваат да го истражуваат целиот синџир од производството преку транспортот до дистрибуцијата на дрогата. Во истрагата, како што посочи Тошковски, се вклучени заеднички тимови на МВР, финансиската полиција, управата за финансиско разузнавање и царинската управа, а има и добра соработка со српските истражни органи. Таму не завршува расветлувањето на тој кривично правен настан, ниту па завршува расветлувањето на се она кој што би требало да значи со разоткривање на сите оние услови, кои законски, кои незаконски, кои што биле создавани во изминатиот временски период, а се поврзани со законско или незаконско производство, дистрибуција, транспорт на нелегални наркотици во Македонија и надвор од Македонија. Така да заеднички тимови на Министерството за внатрешни работи, финансиска полиција, царина, управа за финансиско разузнавање и така натаму работат во изминатиот период на овој предмет. 6 месеци по заплената на 5 тони марихуана во Србија, која според истрагата потекнувала од легални плантажи за медицински канабис во Македонија, обвинение се уште нема. Еден од истражителите кој работи на случајот го информирал Тошковски дека во друг сличен случај во една од тие земјите се работело цели 2,5 години за да се постигнат резултати. Обвинителствата за организиран криминал во Скопје и Белград досега посочија 11 осумничени, 6 мина се од Македонија, а 5 од Србија. Во притвор се двајца кај нас и 4 во Србија, додека по наводниот организатор на шимата се уште се трага со меѓународна потерница. Според досегашната истрага, канабисот бил препакуван во скопската компанија Алфа Фарм, близу фабриката Охис, а потоа преку Свети Николе и Табановце бил транспортиран во Србија, каде што бил складиран во магазин во близина на Крушевац. Во рамки на истрагата во Алфа Фарм во Скопје беа пронајдени и запленети околу 9 тони марихуана, додека во повеќе фабрики за марихуана во источниот дел на државата беа запленети над 30 тони канабис. Уште во февруари, премиерот Христијан Мицкоски информираше дека во случајот се инволвирани функционери од претходната власт и фирма чиј формален собственик е Христијан Котев, син на Тони Котев, поранешен председател на СДСМ во Ново село, кого медиумите го поврзуваа и со бизнис релации со Вице Заев. На владина седница се одлучи да се направат проверки на фабриките за производство на марихуана и да се засилат контролите. Големата заплена на марихуана отвори дилема дали претходната власт имала картелски пристап и наместо за легални цели, канабисот се произведувал за црниот пазар.